Добро вечер на сите. Пред да започнеме со програмата на настанот, дозволете ми да ги представам двете химни, ромската и македонската химна. Шукарат, пред те почвине е програма, ја дозволенте најавиното и химне и македонската и романи химна. Bye.
Želem, želem, lungo nedormenca. Maladilem, šukare romenca. Želem, želem, lungo nedormenca. Maladilem, baktale romenca. Ви благодарам. Почитувам председател на владата, професор доктор Христијан Мицкоски. Почитувам председател на собранието, господин Африм Гаши. Почитувани пратеници, почитувани градоначалници, представници на институциите, представници на дипломатски кор, представници на меѓународни организации, почитувани гости, дами и господа. Нека ни е честит Меѓународниот ден на ромите, 8 април. Sajdime prezidenti, Kirađi profesor dr. Hristijan Mickoski. Sajdime prezidenti ko parlamenti Rajo Afrim Gashi. Sajdime deputatija, reprezentacija tar institucije taj birađakuro sektori. Reprezentacija taro diplomatikano kori, sajdime misafireja, sajdime reaunalen. Te ovela me gebahtalo ero mengoro maške ređaneskoro dive oftoto april. Денешниот ден за ромскиот народ има особено историско значење. На 8 април 1971 година во Лондон се одржа првиот светски ромски конгрес, на кој за прв пат ромите од различни земји се обединија околу заеднички цели и вредности. На овој историски ден беа донесени значајни одлуки за решавање на ромското прашање, меѓу кои изгледот на ромското знаме, химната Джелем Джелем и името Ром. Токму затоа, 8 април денес представува символ на единство, символ на национален идентитет на ромите и стремеж кон подобра иднина за ромскиот народ. Башо романот Джијани, оавдусетно девеци ле улавдо историкано Джијанипе. Кофтото април мила и нашел ефтаварде штајекто берш. Колондони кергјапе авгоро мајнгоро сумнале скоро конгреси. Коте со авгоб дром, ороматаро турлип хувија, хедингепе башо барабарутне решарина. Коакава историкано конгреси си неанде децизие башо чинавибе ероменгоро почиве. Машкар коландеси тај децизие башо Романо Бајрако и химна Джелем Джелем. Хемана в Рома. А далески офтото април си Роменгоро символи башо јека екипе. Символи башо национални кано идентитети тај џајбе ко пошукар авутнипе. Меѓу ромите има многу големи борци за правата на ромите, за јакнењето на националниот идентитет и нивно целосно вклучување во општествените текови. Еден од нив е и министерот без ресор, задолжен за интеграција и имплементација на стратегијата за инклузија на ромите 2022-2030, доктор Шабан Салију. Со особена чест го поканувам министерот да ни се обрати. Повелете, министер. Машкар Рома и Сибут Марутне, башо Роменгоро Нијамија. Башо Зоракерибе национални кано идентитети, тај ленгоро чачудни паскоро инклудирибе. Је календар си тај министери бизо ресори, баш интеграција и имплементација стратегијаке баш инклузија, ероменге. Дујмеле бишу дујто, дујмеле триандато. Улавде сајди баја караватерел лафио министери доктор Шабан Салију.
Почитувани дами и господа, драги пријатели, добро вечер. Шукар рад. Бакталов тото април, машкар, джијаненгоро диве ероменгоро. На почетокот сакам да ве поздравам сите присутни на вечерашниот насран, а на припадниците на ромската заедница да им го честитам државниот празник и Меѓународниот ден на ромите 8 април. Да им посака многу среќа, здравје и што поскоро интеграција во институциите на државата на сите нивоа и брзо остварување на индивидуалните и колективни права кои согласно Уставот, законите и меѓународните акти ни се гарантирани. Сакам да ги поздравам исто присутните министри, пратеници, амбасадори, особено амбасадорот на Република Индија, господинот Арун Кумар Саху, тоа е матичната наша држава Индија, представници на политичките партии, директори, професори и сите присутни гости и драги пријатели на овој свечен настан. Гостите представници роми од Република Турција, од Република Србија, Република Албанија, Република Бугарија, Косово и од други држави кои заедно со нас тука вечерва прославуваме. Го поздравувам председателот на Собранието господинот Африм Гашин. И оваа вечер посебно сакам да го поздравам председателот на владата на нашата држава, професорот доктор Христијан Мицковски, со кого секојдневно бараме начини и решенија како да ја подобриме положбата на ромите во државата. Исто сакам да го поздравам заменикот премиер Беким Сали. Сакам да го поздравам и Реисот Фетај и министерот Азир и сите други кои вечерва сте присутни. Ми причинувате голема задоволство што ве гледам во толку голем број. Денес ромите го одбележуваме 8 април како ден на своето единство, отпорност и борба за признавање и почитување на правата на ромите. Оваа вечер, на овој значаен ден, одаваме почит на историјата, културата и придонесот на ромската заедница ширум светот, познати според големиот писател од Индија, доктор Лакшми Мал Сингви, како заборавените деца на Индија и познатиот негов говор во Обединетите нации 1983 година. Ромите се амбасадори на индиската култура, кои го расширија духот на Индија низ целиот свет. На почетокот да посетам, за да не се заборави, Меѓународниот ден на ромите 8 април се внесе во законот на празници во нашата држава со мој амандман 2007 година како пратеник во Собранието на Македонија, кој денес официјално се одбележува како државен празник и неработен ден за ромската заедница. Вакво одбележување на 8 април на ромите во Македонија ја прави нашата држава единствена во целиот свет. Ако е така, интегративните процеси во Македонија се започнати 2007 година, кога по моја интервенција како пратеник во Собранието се вработија првите 5 мина граѓани од ромската заедница во администрацијата, кој број денес постојано се зголемува во органите на државната управа, министерствата и други институции. Според одредени анализи, репер за тоа колку една држава е демократска е и положбата на граѓаните роми во државата во однос на уважувањето на индивидуалните и колективни права и слободи, загарантирани со Уставот, законите и меѓународните акти. Големите успеси наши се официјалната употреба на ромското знаеме, најпрви во општина Гостивар, а сега во повеќе општини, а посебно денес подигањето на ромското знаме пред зградата на нашата влада за 8 април, Меѓународниот ден на ромите. Драги пријатели, и покрај големите успеси на нас ромите, на жалост и денес, не можам а да не споменам во мојот говор за тешката состојба во која се наоѓаме ние ромите во нашата држава.
Мојот ромски народ и денес живее во тешки субстандарни услови на маргините на општеството и се најсиромашни граѓани во нашата држава, голем број без работа. Како министер без ресор, задолжен за интеграција и имплементација на стратегијата на ромите 2022-2030 година, заедно со моите соработници во мојот кабинет вложуваме на човечки напори за справување и решавање на секојдневните предизвици во поглед на решавањето на многу бројните проблеми на нашите роми. Проблемите со кои се соочуваме се од различна природа, кои во стратегијата ги среднуваме како 8 мерки, а чие решавање потребно е системско решение во сите сфери од живеењето на ромите. Борбата за својата поголема афирмација и интеграција во институциите на државата, за зачувување на своите етнички белези, за негување на своите културни традиции, обичаи, верување и јазик, ја водиме секојдневно, така што се стремиме максимално да го негуваме и развиваме својот идентитет на националните особености. Драги гости, почитувани пријатели, и токму тука, во овој момент, сакам да ја израза мојата благодарност кон председателот на нашата влада, професор доктор Христијан Мицковски, за големата поддршка и разбирањето кој ми го дава и го добиваме во текот на нашето работење за решавањето на предизвиците со кои секојдневно се соочуваме. Исто така, денес сакам да се заблагодарам на помошта и соработката која ја добивам од моите колеги министри. Како човек ром, министер, заедно со вработените во мојот кабинет, согласно уставот и законите, се залагаме за потполно еднаков третман на припадниците на ромската заедница, да ги уживаат сите права без било каква дискриминација. Живееме и работиме со идеологија, со визија и мисија за иднината на ромите, согласно идеалите на Нелсон Мендела, кого сакам дословно да го цитирам. Мојот идеал е демократско и слободно општество, во кое сите луѓе ќе живеат заедно, во хармонија и со еднакви можности. Тоа е идеал во кој верувам, за кој сакам да живеам и кој се надевам ќе се оствари. Ако е потребно за тој идеал, сум спремен и да умрам. Многумен велат, надежта последна умира. Верувам и очекувам силна и целосна промена на сегашната положба и состојба со ромската заедница и видливи резултати, вистинска ренесанса и преродба во сите сфери од нашето живење. На крајот, уште еднаш, на сите роми, без разлика каде се наоѓаат, живеат низ сите држави во светот, им го честитам 8 април, Меѓународниот ден на ромите. Ви благодарам од срце. Бактало, офтото април. Ви благодарам. Ви благодарам, господин Салиев, за вашето обраќање. Со особена чест го поканувам да ни се обрати председателот на владата на Република Северна Македонија, професор доктор Христијан Мицковски. Почитувани граѓани, драги пријатели, почитувани представници на ромската заедница, денес сме тука не само да одбележиме еден значаен ден, туку и да испратиме силна и искрена порака. Порака на почит, еднаквост и заедничка иднина. Светскиот ден на ромите не е само символ. Тој е потсетник дека секое општество се мери според тоа колку знае да ги препознае, да ги почитува и да ги поддржи своите луѓе. И токму затоа денес зборуваме за вредности, за правда, за достоинство, за човекот. Ромската заедница е дел од нашата држава не само формално, туку суштински. Таа е дел од нашата историја, од нашата култура, од нашиот секојдневен живот. Таа е присутна во малата, во училиштата, во работните места, во музиката, во традицијата. Таа е дел од нас. Но исто така, денес мора да бидеме искрени. Постојат предизвици, постојат разлики кои не смееме да ги игнорираме.
Постојат бариери кои не смееме повеќе да ги оправдуваме. И токму затоа, ова не е ден само за зборови, ова е ден за одговорност. Ова влада не стои настрана, ова влада активно работи на подобрување на положбата на ромската заедница. Работиме на пристап до образование, затоа што знаеме дека таму започнува секоја вистинска промена. Работиме на можности за вработување, затоа што достоинството се гради преку труд. Работиме на подобрување на условите за живот, затоа што секој човек заслужува основни услови за достоинствен живот. Инвестираме таму каде што со години не се инвестирало. Отвараме врати таму каде што со години истите тие биле затворени. Градиме систем кој не исклучува, туку вклучува. Но исто така, свесни сме дека интеграцијата не е само прашање на политики. Таа е прашање на однос, на почит, на доверба. Тука сакам јасно да кажам, за мене, човекот е над се. Неговото достоинство, неговата чест, неговата борба. Секој човек има вредност, секој човек има потенцијал и секој човек заслужува шанса. Кога ќе ги оттурнеме предрасудите, кога ќе ги оттурнеме поделбите, кога ќе престанеме да гледаме кој е од каде, тогаш почнуваме да градиме вистинско општество. Општество во кое луѓето се мерат по својата работа, по својата посветеност, по својот карактер. Драги пријатели, нашата визија е јасна и силна. Сакаме држава во која ромското дете ќе има ист почеток, како и секое друго дете. Држава во која ќе расте со самодоверба, без страв дека ќе биде оттурнато или игнорирано. Држава во која младите роми ќе бидат лекари, инженери, наставници, предприемачи, како природен тек, а не како исклучок. Сакаме општество во кое различностите не се причина за поделба, туку извор на сила, во кое секој ќе се чувствува прифатен, во кое секој ќе знае дека припаѓа. И токму затоа сакам јавно да истакнам и поддршката за министерот Шабан Салиев. Министер кој со посветеност и одговорност работи за својата заедница, но и за целата држава. Човек кој разбира суштината на оваа борба, дека промените не доаѓаат со зборови, туку со работа. Како влада, стоиме цврсто зад него и зад сите политики кои значат подобар живот, повеќе можности и вистинска еднаквост. Почитувани, ова е процес кој бара време, но уште повеќе бара искреност и решителност. Нема да се откажеме, нема да затвораме очи пред проблемите, нема да дозволиме никој да остане на маргините. Ке продолжиме да работиме, ке продолжиме да вложуваме, ке продолжиме да градиме. Затоа што ова не е прашање само на една заедница, ова е прашање на тоа каква држава сме и каква држава сакаме да бидеме. Драги граѓани, да бидеме генерацијата која ќе направи вистинска промена, да бидеме генерацијата која ќе ги урне бариерите, да бидеме генерацијата која ќе избере заедништво наместо поделби. Да изградиме држава во која секој човек ќе се чувствува вреден, во која секој човек ќе има шанса, во која секој човек ќе има иднина. Тоа е нашата обврска, тоа е нашата визија и тоа е нашата цел. Дека е честит светскиот ден на ромите, со почит, со работа и со заедништво. Напред, кон подобра иднина за сите. Да живее нашата Македонија. Ви благодарам. Ви благодариме, господин Мицкоски, за вашето обраќање. А сега ми представува особена чест да го поканам да ни се обрати председателот на Собранието на Република Северна Македонија, господин Африм Гаши. Овен сте Рајо Мицковски, башо тумаро сапорти. А кана улавдесај ди баја, а карава телелафо президенти ке Република Македонија кор парламенти о Рајо Африм Гаши. Благодарам многу.
почитуван председател на владата Христијан Мицковски, почитуван министер Шабан Салију, индерувар завенскиот министер Беким Сали, индерувар Реис Ази Шачир Ефенди Фетао, индерувар министер Азир Алију, индерувар министер Мохамед Ходжа, депутат завенс министра, dear ambassadors, и најмногу сакам да ве поздравам, да ги поздравам ромите кои се присутни тука и сите роми во државата и да им го честитам 8 април. Ми представува чест и особено задоволство што вечерва сме заедно за да го одбележиме Меѓународниот ден на ромите. Ден што не потикнува да размислиме за вредностите кои не обединуваат како општество. Овој значаен ден не подсетува дека различноста е нашето најголемо богатство. И во тоа заедничко богатство, ромската заедница има посебно и драгоцено место со културата, јазикот, идентитетот и историјата што ја носи. Сепак, покрај ова заслужено признание, неопходно е искрено да зборуваме и за предизвиците што се уште постојат. И покрај напредокот во политиките и законодавството, патот кон целосна еднаквост останува недовршен процес. Пречките во образованието, вработувањето и застапеноста се уште се присутни и бараат континуирана посветеност. Овие не се само предизвици на една заедница, туку заедничка одговорност на сите нас. Затоа, како што нагласив и денес во собранието, потребен ни е покоординиран, поодржлив и похрабар пристап кој ќе обедини меѓуинституционалната соработка, политичката волја, граѓанската ангажираност, медиумската одговорност, а пред се ќе обезбеди дека достоинството и вистинската еднаквост на секој граѓанин се водечки принципи без исклучок. Што се однесува до собранието, остануваме посветени на унапредувањето на политиките што ги штитат правата, јазикот, културата и застапеноста на сите заедници во државата. Иако во моментов немаме ромски пратеник во собранието на Република Северна Македонија, ве уверувам дека ќе бидам вашиот глас во заштитата на вашите права и аспирации. Истовремено, покрај законодавната власт, охрабрувачки е да се види застапеноста на ромската заедница во извршната власт, вклучително и министерот Шабан Салију, домаќин на оваа вечер, како и други представници на различни нивоа. Ова е добра основа врз која треба дополнително да се гради, па ја користам оваа прилика да охрабрам уште поголема посветеност и поконсолидирана соработка во создавањето на нови можности за ромската заедница. Особено е важно да се истакне имплементацијата на стратегијата за инклузија на ромите 2022-2030. На крајот дозволете ми срдечно да ви го честитам Меѓународниот ден на ромите со една едноставна, но важна порака. Ангажирајте се за просторот што ви припаѓа. Вашиот глас и вашата улога се подеднакво важни како и на секој друг граѓанин. Време е секој од нас да се гледа не само како дел од општеството, туку и како негов активен креатор. Нашето општество треба да биде изградено врз единство во различностите, како и врз достоинство и почит кон културните разлики. Затоа да го одбележиме овој ден со длабока посветеност кон овие вредности. Во духот на зборовите на дезидератата на Макс Ерман, сите сме деца на Вселената и не помалку од другите имаме право да бидеме тука. Ви благодарам и бактало офтато април.